Во рамки на редовната образовна програма, а како дополнување на наставните активности, во Основното училиште Никола Карев во Кочани се одржа практичен час по музичко образование за учениците од 7 одделение. Предавање одржа професорот и пианист Иван Трајковски, кој преку примери и објаснувања ги представи основите на инструментот што го свири. Активноста е дел од воспоставената соработка на Кочанското училиште со музичка младина на Македонија, а со цел за подобра промоција на музичките инструменти и на класичната музика воопшто. Единствено што е на наше огромно задоволство е што можеме да доближиме класичната музика до дечињата. Просто да имаат прилика да слушнат и да видат нешто што не име во секојдневниот живот, а па најмалку во училиштата. Можам исто така да се заблагодарам на ова училиште и на наставникот Ангелина Катмирова Алексов за заинтересираноста пред се и поддршката од нејзиниот директор, за да ја збогатат наставата во училиштето. Така да околу програмата можам да кажам дека е адаптирана за деца од оваа возраст, моментално во 7 одделение. Ќе настапува млад и успешен пианист и професор Иван Трајковски. Ќе им објасни на дечињата за инструментот клавир, пијано, историја на пианизмот, познати композиции за клавир, ќе ги запозна исто така со познати композитори, така да задоволството е општо на сите. Јакимовска додаде дека музичка младина на Македонија особено внимание посветува на така наречените дидактички концерти каков што се одржа во Кочани. Со тоа на учениците полесно им се доловува класичната музика, а интерес има не само во основните училишта во Скопје, туку и во другите градови во државата. Од Основното училиште Никола Карев пак истакнаа дека секоја активност што го збогатува образовниот процес е добре дојдена. Не случајно затоа што многу ретко имаме прилика да во училиштата имаме ваква можност да слушнеме вакви презентации кои што немаме услови ние да им ги овозможиме на учениците и се надеваме дека музичка младина ќе продолжи со ваков вид на образовни презентации кои што се од голема важност за учениците и да ни презентира и уште повеќе инструменти освен пијаното. Немаме ние многу можности во основните училишта во споредба со музичките училишта. Моментално да ќе имаме презентација за пијаното, се надеваме дека и во иднина и другите инструменти ќе ги видиме и слушнеме на овој начин како што е денес. Веќе воспоставената соработка меѓу Основното училиште Никола Карев и музичка младина на Македонија се покажа како плодна и ефикасна, поради што ќе продолжи во наредниот период.